почитувани ученици и драги родители, почитуван градоначалник Герасимовски, почитувана директорка на Основно училиште Коле Неделковски, госпоѓа Масларевска, почитувани присутни, почитувани медиуми. Овде сме да го одбележиме почетокот на доградбата на Основното училиште Коле Неделковски, едно од најстарите училишта во Скопје, лоцирано во Дебар Мало, во центарот на Македонија и во центарот на Скопје, во Скопската општина Центар. Ова е прв зафат за проширување на Основното училиште Коле Неделковски по 65 години, откако се отворени вратите за првите ученици во 1958 година. Од тогаш од училишните клупи се излезени низа на успешни генерации, тука и подпредседателот на Македонското собрание господинот Мисовски кој тука учел, и со оглед на тоа дека ова училиште се покажа како едно од основните училишта со модерна и со квалитетна настава за образување и воспитување на децата, денес градоначалникот на Центар, советниците на Центар и секако директорката и нејзините колеги од постојните 708 ученици кои што тука се образуваат во 20 училници, започнува изградба на нови дополнителни 4 училници во кои што ќе се образуваат уште 100 нови деца во училиштето. Со доградбата, значи и со проширувањето на капацитетот со 4 нови училници, се проширува капацитетот за 100 нови деца во училиштето, со што се подобруваат просторните услови за организација на наставата, а низ разговорот кој што го имавме, веќе се планира и проширување на влезот и правење на паркинг место со оглед на тоа дека училиштето се наоѓа во навистина централно градско подрачје. Исто така училиштето ќе биде изградено по најновите стандарди. На прозорците ќе бидат поставени прозорци со нанофилтри за обезбедување на почист воздух за децата, што е важно со оглед на тоа дека училиштето навистина е сместено во најцентралното градско подрачје во државата со голема фреквенција на сообраќај. Предвидени се уште еден влез во училиштето и лифт за деца со посебни потреби. Проектот е во вредност од 580.000 евра и е целосно финансиран од буџетот на општина Центар. И тоа е навистина за поздравување, бидејќи кога домаќински се работи, тогаш може да се градат училишта, а кога се работи недомаќински, тогаш се садат жални врби во Вардар и се купуваат прескапи споменици од Италија. Не постои нешто што е поважно од потребите на децата и затоа ја поздравувам континуираната определба на општина Центар да вложува во унапредувањето на условите за воспитување и образование на децата според модерни, европски и светски стандарди. Општина Центар треба да биде пример за другите општини во државата, за тоа што значи вистинска грижа за потребите на граѓаните и на жителите на општината, што значи да се работи и да се вложува во објекти со современи стандарди и какви услови треба да се обезбедуваат за македонските граѓани, како што ги имаат впрочем и сите други во поразвиените држави. Ваквата определба на општина Центар е во насока и на линија на определбата која што има владата за современ образовен процес во државата, на што работиме и како дел од наставата, така и во обезбедувањето на просторни и технички услови за извршување на што подобра настава. Преку Министерството за образование и наука во изминатите 5,5 години реконструирани се вкупно 120 училишта, од кои 21 ново училиште само во 2023 година. Во општините во Скопје и во другите општини из државата, каде што беа направени сериозни градежни зафати за реконструкција на училиштата, а и медиумите и граѓаните преку медиумите можеа да видат дека во Куманово е изградено комплетно ново средно училиште Киро Бурнас. Во тек се реконструктивни активности на 15 други училишта широм државата. Преку проектот за унапредување на основното образование предвидена е реконструкција на санитарните јазли и изградба на пристапни рампи за ученици во дури 118 училишта во државата. И во 40 училишта овие градежни активности се веќе запознати. Исто така во тек се и подготвителни активности за поставување на фотоволтаици во училиштата со поддршка на Банката за развој при Советот на Европа, каде што инвестицијата ќе биде во вредност од 1,1 милион евра, со што ќе се обезбедат заштеди за потрошувачка на енергија и заштита на животната средина, а заштедите секако дека ќе останат за училиштата кои што ќе можат да ги искористат за унапредување на својата настава.
Досега набавени се и мебел и опрема за кабинети по природни науки во 264 основни училишта и опрема и надледни средства за кабинети за природни науки во 358 училишта. А во оваа година, во 2023 година, сите основни училишта во државата комплетно се опремени со нови надледни средства и помагала во кабинетите по историја, географија и за другите предмети од групата на општествени науки. Досега се изградени и 43 спортски сали во основни и средни училишта, а со потпишаниот договор за неповратен грант од 3 милиони евра помеѓу Министерството за образование и Банката за развој при Советот на Европа, следува и реконструкција на 30 постоечки спортски стали, односно училишни спортски објекти во основни и средни училишта и за набавка на нова спортска опрема за вкупно 50 спортски сали кои што се во склоп на училиштата. Ова е начинот на кој се работи и на кој се гледа напред и се мисли за доброто и на сегашните, меѓутоа и на идните генерации на млади кои што треба да живеат тука во нашата држава. Поглед напред има ли патронот на ово училиште каде сме денес, македонскиот поет Коле Неделковски, кој го дал својот млад живот, цврсто определувајќи се за оптимистичкиот поглед кон подобра иднина и смели чекори во борбата против фашизмот. Наша обврска и на сите кои сме тука денес е да действуваме со должна почит кон визијата за напредна држава во која што нашите деца растат, се образуваат, живеат, работат, напредуваат и мотивирано придонесуваат за развојот на својата сопствена држава. Почитуван градоначалник и почитувана директорка, драги ученици, драги родители, сакам да посакам успешни градежни активности, што побрзо завршување на новиот дограден објект на училиштето Коле Неделковски и многу успех на новите 100 ученици кои што ќе можат од идната година да се запишат тука. Ви благодарам и посакувам уште еднаш многу успех.